Почитувани, добро вечер. Вечерачен гостин во емисијата Став е поранешниот градоначалник на Куманово, доктор Зоран Дамјановски. Господине Дамјановски, добро вечер. Благодарам што секогаш одговарате на нашите покани. Благодарам на вас, прво што ме поканивте, не сте ме заборавиле. Имаме многу време, долгогодишна соработка. Ве помнам како новинар од раните ваши почетни трудови, како почетен новинар, достигнавте врв во својата кариера, работите емисии и видео новинар. И благодарам за поканата. Мислам дека имаме што да разговараме. Едни турбулентни времиња во Република Македонија на политичка сцена, локална самоуправа и така натаму. И со задоволство ја прифатив оваа покана. По завршување на мандатот најавивте дека ќе се вратите на работното место во гинеколошко-акушерското одделение при општата болница. Изминатиот период мислам дека чекавте на лиценца. Што се случува, до каде е постапката? Видите, имаше еден скеч, ако се сеќавате, на дента на примо предавање на мојата функција на новиот гранчик господин Димитриевски. Некои портали излегува со надпис Максим Димитриевски го испрати Дамјановски во болница. Така да, тоа е точно, ја тоа кажав. Значи, јас како професионалец дојдов у политиката од гинеколошко-акушерско одделение општа болница Куманово и нормално е таму по закон се враќам, бидејќи не треба да имам прекинен стаж. Мојот хендикеп е во тоа што во професионалната кариера, во тоа што јас бев 3 мандата и нешто ни продолжија таму 7-8 месеци колку беше, така да не скоро 13 години, ако ги ставиме сите тие периоди на припрема во политиката, не сум активен лекар. Меѓу време се измени условите во однос на лиценци за специализација и така натаму. Од 2008 година тој процес беше облигаторен и јас тој период не сум бил активен доктор, така да сега сум пред изазов да треба да се обнови лиценца за мојата дејност. И тоа е период кој ќе трае неколку месеци. Сега сум во некој период на завршување на тој процес. Меѓутоа, не е тоа само единствената пречка во мојата професионална кариера натаму. Јас долго години бев одсуден, кажав, и сега во болница со повеќе консултативно, советнички во некоја форма, ако може да се каже така, одно што имам практична работа, уште не сум отпочнал со практиката, да практикувам порадување оперативна гинекологија, акушерија и така натаму. Не знам натаму како ќе оди работата, меѓутоа за сега сум таму и во моментот сум пред неколку изазови, што во политиката, што во семејниот живот и на тамошната моја иднина, така да може би да се случи да во нареден период од пролет одам во некои други води, во некој друг правец. Така да јас имам сериозна возраст, 60 години, така да тоа е период пред пензионирање и треба да размислувам за некоја завршница како што прилега на оваа кариера моја. На митингот пред локалните избори во Куманово јавно добивте покана од актуелниот премиер да станете дел од извршната власт. Лично до вас дали стигна поканата, се шпекулираат одредени позиции, амбасадор, советник и слично? Така, тоа председателот на партијата на митинг со овој емотивен настап го кажа, како благодарност на оноа што го имам работено за партијата во изминатите 12 години, бидејќи знаете дека едно од светлите точки, можда единствен голем град у Македонија кој остана како тврдина на социјалдемократијата, кога се губеше сегде. Сега имаме инверзија на случаи, сегде губат они, сегде е плаво, има неколку точки црвени. У тој период беа тие 2-3 точки плави, која јас мојата улога како човек во политика да успеа да го чувам градот и тоа беше еден гест на председателот да на некој начин ми укаже благодарност за оно што сум го работел во трите мандати и мојата политичка активност во тој период. Јас пред едно 20 на дена имав разговор на повик на премиерот, ме покани да дојдам до владата, разговаравме, има некои размислувања за мојот ангажман во централната власт. Тоа би било негде во однос на советничка улога на премиерот во областите. На прашањето кај е твојата
интересна сфера во општеството. Мојот настап беше во насока дека почнувам премиере дека не треба да ми се решува социјалниот статус. Јас имам некаков статус во мојот град. Ако имам потреба, партијата, владата, вие лично, ја би се приклучил со определени задачи. Му кажам дека главната сфера на мојот интерес е здравство, локална самоуправа, спорт, екологија. Тука се области каде во изминатиот период сум давал некакви резултати. И во здравство, како 27 години практика на здравството, сум бил еден од попознатите доктори од тој период во сум работел. Во локалната самоуправа бев градоначелник 3 мандата, бев на 3 мандата председател на регионот, бев 2 мандата подпредседател на ЗЕЛС и тие мои ангажмани во тој дел. И му кажам, исто така, сфера на мој интерес е и спортот, бидејќи ја дигнав спортската култура, спортот воопшто во градот и тука гледам можност да дадам некој допринос во општеството. Ми остави отворено дека ќе разговараме на тамашен период и најверојатно пролет, овие месеци ќе има некаква развесца на тоа прашање, ја би прифатил нешто за кое би дал некој допринос, би имало некаков ефект од моето учество таму, иначе чисто ради задоволување на некои протоколарни работи за да се исправи некаква ветување или пред народа изгледаме дека сме на кохерентна сила, нема потреба, бидејќи јас останувам доследен на Социјалдемократскиот сојуз, на сите тие програмски определби и нема никаков проблем да биде иако не ја добијам адекватната понуда. Така да, тука е мојата улога и мислам дека ќе биде добро од аспект ако успеам да нешто допринесам во овие времиња каде имаме комплетно уништен државен апарат, институции, и ако успеам мал допринос да дадам во санирање и да го трасираме на Македонија пат за она што постојано зборува Европската унија, НАТО и така натаму, би се приклучил во тој состав. Ако не, ќе останам на локално ниво нешто што можам да допринесам за мојата фамилија, за моите пријатели, она што го знам да го дадам, да го пренесам и така натаму. Фактот е дека и по 3 мандати ќе се обидевте да направите уште за Куманово, односно да освоите уште еден мандат. Партијата одлучи довербата да му ја даде на Димитриевски. Што беше клучно, зошто не се кандидиравте како независен кандидат? Можеби со оглед на фактот дека еве овој пат главниот човек на Куманово ќе има поддршката на власт, додека вие ја немавте. Види, убаво прашање со голем интерес за кумановци. И ми значи ова да го објаснам на еден начин за кој мислам дека треба да ја знае Куманово вистината. Ја мислам дека 3 мандати во една друштвена функција, општествена функција е голем број на мандати. Особено кога си се борил и работел во една атмосфера на една аутократска власт од тој период, кога бев сардисани, што викаат македонците, сите страни граѓаните на Куманово и пред се локалната самоуправа. Јас искрено пред 2 години кажав дека е време да размислуваме за нов лидер на градот. Меѓутоа работите се движеа по некој пат од тој период. Значи, знаете, имавме воредни парламентарни избори, имаме шарена револуција, се измеша работите на многу нивоа и на некој начин од тој период дојде до расслојување во самото партиско ткиво на општинската организација. Створија неколку табори. И сега таа идеја дали е потребно да идам или да не идам беше една голема дилема кај мене. Јас сметав дека и тогаш дека е добро да се иде со нова личност, нов лик во Куманово, можда нова идеја, свежи идеи и така натаму.
Меѓутоа тоа расслојување доведе до некакви таборизации и од тој период бе посилно влијание на моите партиски другари и следбеници, мојата администрација. Јас имав голем почит пред мојата администрација, луѓе што ми многу помогнаа да обстојам и обстанам во раководењето на општината. Ево ја користам можноста да се заблагодарам на сите нив кои работеа во тоа време, мимо сите критики кои во предкампањата, за време на кампањата беа упатувани кон нив. Јас се заблагодарам, бидејќи ако не бе оние, не беше да бидам успешен градоначелник. И знаете, можда сите тие турбуленции ме натераа да во тој период аплицирам за кандидатура, да дам кандидатура за градоначелник. Можда беше подобро да во еден разговор со председателот направиме адекватни позиции, меѓутоа му тоа лобирање работите отида малку подалеку. Подалеку, ја жалам, да ви кажам, што тој период беше искористен за една многу црна кампања на социјалните мрежи во јавноста, помеѓу тие групи, пред се на моја сметка, и мислам дека на среќа, на трендот во Македонија, господин Заев тогаш израста во еден голем лидер на крила на победата од 11 декември, подршка меѓународната заедница, успеавме да ги пребродиме сите предизвици и другите општини, не само Куманово. Куманово беше едно многу специфично расположение. Така да, таа црна кампања ме остави трага голема и мислам дека на некој начин тоа за мене значеше нешто што не го очекував во тој период. Мислам дека треба да се повлеча ад интегрум, без некакви последици, и да се настави таа наша континуитето, да го наставиме на Куманово, код црвено Куманово, лево Куманово и така натаму. И тоа доведе до едни големи диспропорции, што, кажувам, ми е задоволство да истакнам дека немаше реперкусии, бидејќи, кажам, каузата за тоа беше трендот од Македонија. Дали е мудра или не мудра одлука, ќе каже историјата. Знаете дека општествените науки се ретроградни науки, дали била исправна или неисправна, дали требало или не требало. Меѓутоа, во секој случај, сметам дека овој град, граѓаните на Куманово, ми дадоа голема можност да ги водам 3 мандата и мислам дека у најголем процент ги оправдав нивните прво очекувања и довербата што ми ја дава за целиот период, со многу маки, големи предизвици, меѓутоа и сигурно у целото работење и грешки кои неминовно беа резултат на целиот амбиент во општеството. Доколку ги анализираме последните избори, на што се должат резултатите, односно толкавата голема разлика на Димитриевски наспроти Ѓорѓиевски, и дали со кој било кандидат да настапеше СДСМ ќе освоеше ваква победа? Па видите, овдека Куманово, као Куманово, не сакам ни со еден збор да го девалвирам успехот на Димитриевски. Он како личност си направи своја пропаганда, своја анимација, дали била исправна, дали била морална, чиста и така натаму. Тоа ќе си каже времето. Меѓутоа, он се промовираше како човек кој сака да биде со своја визија. Меѓутоа, видите, имаме тренд. Ако погледате дека ние гази баба кисела вода, кој никој не сме ги добивале. Краптаво кој не сме го добивале, добивме убедливо во први круг. Зашто зборуваме? Зборуваме за тренд. Народот у еден момент, после сите тие прислушкувани разговори, после шарената револуција, се она што се случуваше во Македонија изминатите 2 години, мораше да дојде до промена и на централната, а како резултат на промена на амбиентот, институциите, стегите во општеството, дојде до убедлива победа. Они имаат само една општина и 4 рурални помали општини, што мислим дека тоа е најголемиот пораз на ВМРО во историјата. Така да,
дали ќе бил друг кандидат успешен или неуспешен, со помала мака, со поголема мака, сигурно трендот ќе беше Социјалдемократски сојуз во Куманово. Меѓутоа, Максим направи добар резултат, одличен резултат, нека му е со среќа, да продолжи да го води Куманово во победи и му посакувам разум, среќа и добар правец за Куманово во наредниот период. Сметате ли дека некои луѓе изневерија вашата доверба? Па, видите, тој е типичен македонски синдром. Да, македонецот е многу често, многу луѓе ја кажуваат една мисла, која многу често ја спомнува и вика да ја патентираме. Викам, основен градежен психолошки материјал на македонеците љубомора. Бев цело време под некакви пресии, обвинуван за некои работи. Меѓутоа, тие луѓе што работаа со мене, беа во тој тим. Јас се заблагодарив на сите тие луѓе кои беа руководители мои, од секретарот на општината до началниците на секторите, кои беа одани и професионално изградени ликови. Така да, некој дел од луѓето, не зборувам за општинската администрација, политичкиот дел на Социјалдемократскиот сојуз беше многу разделен. И тоа можеби беше еден од аргументите на Заев да порече вако потез. Бидејќи многу луѓе, дали оправдано, дали неоправдано, дали клиентелистички, дали тоа што го кажам основниот градежен материјал, психолошки профил на македонеци љубомора, идеа безразложно и правеа филмови. За да сега, после 3 месеца, се пишува по социјални мрежи, врати се цит, свети опростерно, вака, онака, не знам што не е толку важно. Не е важно во тоа што тие поделби кај нас доведоа до таа шизма во самото ткиво, кој во овој момент на среќа на овие избори не остави белека. Меѓутоа, таа поделба, ако продолжи и ако не се санира во ова фаза, ќе има далекосежни последици и по партијата и по градот. Така да, тоа беше очекувано. И некои луѓе што изневерија и не изневерија, тоа е нивната перцепција. Може би, биле управо за некои работи. Јас кажав, неврзан разговор со вас, дека донесов многу добри одлуки. Меѓутоа, донесов грешни одлуки. Некогаш. Најчесто го викам грешни одлуки, беа кадровските одлуки. И тие често пати, ако се резултат на базични сознанија и емпиријата, која постојано сум ја повторувал со вас, тие се во рамките на оно што бива перцепирано како добра одлука. Меѓутоа, ако на тоа има емотивно влијање на околината, тоа се институции, политичката партија, некои друштва, невладини здруженија, фамилии и така натаму, тие одлуки многу често се грешни и биваат резултат на сварање на таа негативна енергија, која кулминира и доведува до вакви проблеми. Тоа ќе го сетат сите кои сега се во политиката, бидејќи не може да бидат имуни од такви влијанија. Различни коментари кај јавноста предизвика одлуката на Советот која беше едногласно донесена да се изврши ревизија на материјално-финансиското работење на општината додека вие раководевте со неа. Како гледате на тоа? Невообичаено беше што за гласа и советниците од вашата политичка партија предводени од новиот градоначалник. Па ја на тоа не гледам како некоја голема сензација. Мене беше јасно дека тоа ќе биде некоја тема на разговор, за да на некој начин направи пресек. Советниците гласаа од незнаење. Прва седница на Совет, не ги беше јасно каква улога имат уште од тоа и тоа помина. Меѓутоа, мене ме иритира една друга, значи, кабинетот што ја водеше сега секретарот на општината требаше да му каже и на председавачот и на градоначалникот дека ние имаме добиено ревизија за 2016 и 2017 година. Работеј. И он има задача таа ревизија да ја стави на Совет.
а не да тражи нова ревизија. Ние имаме ревизија за успешност во работењето, која требаше да биде и објавена на сајтот, во која се сметаме како една од подобрите општини во однос на работењето на локалните самоуправи во Република Македонија. Меѓутоа, тоа се направи малку популистички, за да се направи таква една ние нема никога да амнестираме, ако треба и Зоран Дамјановски ќе го ставиме таму каде што треба, што е уредо и мислам дека и треба да има. Меѓутоа, јас во изминатите 8 години, по 2 мандата, сум имал над 7-8 ревизии на успешност, финансиско работење, ризици, не знам какви не ревизии, мисле за тоа за кое највеќе се пишуваше. Превозот, базенот, зимското, година и пол дена бе во финансиска полиција во МВР во Република на централно ниво. Значи година дена беа анализати и ни ги вратија со пропратно писмо дека не се најдови никакви грешки во работењето финансиско на локалната самоуправа. Тоа изразувам благодарност на мојата администрација. Бидејќи знаеле што работат. И тоа не се стави на маса. Тоа предизвика еден непотребен коментар, револт кај граѓаните, кај политичките членови, односно фактори во овој град. Прво користеше опозицијата ВМРО како една карта за подкусурување со нас и смејување. Гледај што ти прават оно, а и самата наша партија се подели по неколку основи. Мене од цела Македонија ми се јавуваат сите функционери, како ме на тебе, дојде до тебе да има. Меѓутоа, тоа беше, кажав, што од незнаење, дека треба прво да се заврши и да се објави ревизијата која е извршена, а потоа да се донесе одлука за ревизија, бидејќи ДРЗ, Државен завод за ревизија, он има некој програм по кој си прави ревизии во определени сегменти од државната администрација, јавната администрација и така натаму и така натаму. И они имат програм. Дали ние ќе ги викаме или не, они доваѓаат за година, година и пол. Ако имат сугестија и допре глас за некои неправилности, они сами воредно пуштаат екипа и прават ревизија. Така да немаше потреба од таква сензација. И мислам дека тоа беше една грешка почетничка на Советот, али мислам дека нема да се повторува натаму, ќе застане тука и тоа не е нешто страшно и да има ревизија, бидејќи кажам, има нова ревизија, има финансиска полиција, има за набавка на нафта и така натаму и така натаму. И тоа ќе се заврши како што треба. Задоволни ли сте од состојбата во која што ја оставивте општината? Изминатиот период се споменува и некои долгови и на што според вас најмногу се должат истите? Видите, еден од главните предизвици зашто имам желба да се сретам со вас, значи вие ме изненади вашата покана, ја не сум очекувал дека ќе ме поканите, меѓутоа кога ми кажа уредникот, една од главните мотиви зашто сум денеска тука, сакам пред кумановската, македонската јавност да ги објавам некои податоци, бидејќи кружат разни информации. Значи, сакам да кажам дека општината, тоа го објави началникот Димитриевски, има долгови негде околу, не знам, 800 милиони, каже така. Некоја сумирана вредност. И еферски од моја страна, затоа, ако сака и дебата ќе правиме со сите чинители во тој долг, да дадам едно објаснување на јавноста, бидејќи кога се спомна таква бројка, тоа е 20-30 милиони евра, некој ќе каже што се работеле. Јас, и кога ја предава општината, и сега пред македонската и кумановската јавност, благодарение на вашата телевизија, ќе дадам едно објаснување дека во моје време сите тие пари кои ги кажуваат како долгови
не е резултат на работењето на локалната самоуправа. И ќе дам поединочно објаснување во груби црти на сите сегменти. Тука се два основни сегмента. Тука е кредитот од МЕАП, кој е 2000 година, 2001 и друга е завршен, односно 2004 пета е пуштен во употреба. Отпочнат е 2001, 2002, 2004. Значи, тоа беше финансирање швајцарска влада, 5 милиони кредит беше од Министерство за транспорт и Република Македонија влада и 5 милиони беше како се вика од транспорт и врски за канализација, 3 милиони 4 така нешто беше. Така имаше 3 компоненти. Тој кредит после со одлука на влада кога дојде во мора 2006 година се префрли на 2008-2009 година на општините како долг и општината го тој сервисираше долг до 3,5 милиони отприлике. Со цесија пребацуваме водовод, ни остана негде 1,5 милиони евра од тој долг, тоа е една од основните ставки во долгот. Судската пресуда една-две поредко идеја во висина од 1,700,000 евра за предмети стари повеќе од 25 и 30 години, за кои многу пати се зборил, дека се повторувам. Исто така падна тоа време. Најголемата ставка на долгот од тие пари, негде 350-400 милиона од парите, колку сум запознат, бидејќи тоа е една неконстантна вредност, пошто со каматите стално раснат тие вредности, е долгот према водостопанство. Долгот према водостопанство е резултат на енормно покачување на цена на сирова вода во Липковската брана, односно од водостопанство, Кумановско-Липковско поле, односно Куманово, имаме судска пресуда, прво, па ликвидација на тоа предпријатие, па Кумановско-Липковско поле, па цена качена до 7 денари со ДДВ, 6,4 плюс ДДВ, околу 7 ДДВ. Пазите сега, вие сте сведоци, овие денови на влада пред 2 дена не дозволи покачување на сирова вода од Студенчица. А знаете колку е испорака на сирова вода за Кичево? 0,8. Ние имаме 7. А за прием 1,2, 1,4 беше у тоа време кога знаем, сега не ги пратам тие работи. Ali ako sporedime, zašto je to dolg napravljen za 10 godini, to беше една гнасна, нехумана пресија на граѓаните на Куманово по секоја цена да се уништи јавно предпријатие, односно да реагираме со покачување на цена на вода према граѓаните. Ние го издржаме тој притисок. Али тој притисок сега јавното предпријатие ни криво ни должно, општината ни криво ни должно. Ево една коматозна состојба со долг од негде приближно 350, можда и 400 милиони сега стаса. Прошли пат имаме некоја координација, како член на Централен одбор, сум и дел од некои комисии таму. Јас беше тука и министерот, вице-премиерот и не беше тука, ми се чини, градоначалникот, дали беа представници од јавните предпријатија. Предложив да се направи некој тим за преговарање, влада и локална самоуправа, и да предложиме да се донесе лек специјалис, зашто не знам како би ги вратил тие судски пресуди кои имат извршен карактер. Со кој лек специјалис, или ќе се даде пари, па ќе се вратат тие пари у влада, тие се тие исти пари, на ти го дајме како оној скечот со капетаје, вие на мене, па ја, пак кај вас доаѓа. Или па на некој начин со лек специјалис ќе бидат укинати и ќе бидат вратени, бидејќи сега имаме регулаторно тело кое даде некоја минимална цена, оптимална цена, значи можеш од таа подоле не смееш, од таа цена погоре не смееш, некој оптимум и така натаму, одлука на совет, ќе биде тоа. Меѓутоа ова што е ретроградно мора да се регулира. И тука најголем процент од долгот е тоа, кажав МЕАП, кажав судските и исто четвртиот дел од долгот е ДДВ-то негде 100 милиона на ЈП Чистота и зелениво
за ДДВ од 18% од 2001 до 2006 година, кога, ако се сеќавате вие, дали не пративте тогаш како новинар, се сеќавам јас, имаме блокади на аутопат, блокади на патишта, беше Куманово затрпано со смет, беше блокирано и така натаму и така натаму. И ние успеаме да го вратиме 5% ДДВ-то на испорачена фактура, а на 18% на што беше у тие 6 години, од 48-50 милиони со камата и извршни решенија до 100 милиона, тоа е 100 милиони и пол евра. И сега, ако соберете сума сумару, тие се тие пари за кои изборуваме. И каде улогата тука на локалната администрација, на советот на општината во тие 3 мандата и моја лична одговорност за тие пари. Лошо менаџирање многу често изреката или дадено. Не сте го менаџирале. Не може го менаџираш ако он едностранно покачува, суд му ги прифаќа тие цените и дава извршен акт. Што мислам, за мене беше нонсенс во една нормална правна држава. Едино од тие долгови што се споминјат, кој е реален, е долгот према ЕВН на ЕПА Водовод, негде 60 на 55-6 милиони беше, у времето кога не можеме да го постигнеме диспаритетот со цената на прочистување на отпадни води, пошто ја немаше импактирано во цената на давачките за вода, и потрошата на електрична енергија. Ние од 300-400 денари струја, од тој период рипнаме на 1.100.200.000 на месечно ниво и така кумулативно направиме еден долг од 40-50 милиони, за кое има одговорност. Одговорност има самото јавно предпријатие и јас како човек, бидејќи можда би требал да реагирам со некои мерки, и тоа сметав дека ќе имаме некоја повратен одговор за зелена енергија од она количина што ја произведуваше. Ние имаме проект дека 70 до 80% струјата ќе бидат производство од отпадните материи кои се добиваат со флотација на самото прочиствување на отпадни вода. Ние не добиваме 20%, покасно и помалку, така да теп диспаритет ја кошта самата општина, односно јавното предпријатие, бидејќи општива советот, на ова цена од милион евра, е за тоа одговорноста за лошата процека, лошата студија и неадекватно санирање, односно не добиме одговор на зелена енергија за производство. Мислам дека требаше тука да се изреагира од екологија за да бидат испеглени или да покачеме поголема цена на прочистување на отпадни води. И затоа многу сум благодарен што ми давате можност да го експлорирам ова прашање и давам можност за дебата и дискусија. Сега го, само ќе ве замолам да бидеме малку пократки, бидејќи имаме навистина уште прашања на кои што можеме да одговориме. Ова ми беше важно прашање, Боже ме сега. На што е најмногу горд Дамјановски за време на овие изминати 12 години? Кој е проектот? Па видите, јас уште гледам дека сите проекти што се прават сега Куманово се проекти кои ги јас завршувам. Значи, оваа со канализација е проект ИПА 4,5 милиони евра кој го почна пред 3 години. Значи, благодарение на локалната администрација, секторот за урбани и комунални дејности, секретарот, финансиите и јавно предпријатие кој секторот за екологија како дел од секторот, успеаме да добиеме после долга борба пред 3 години ИПА 4,5 милиони евра, негде 27-8 километри нова канализациона мрежа и реконструкција и на тоа доградба, надградба на патна инфраструктура. Направивме речно корито, благодарение на почастиот граѓанин господин Тавитон. Јас ги донесов парите и ги уплатив 60-70% од парите, средствата ги уплатив за изградба на километар и 800 речно корито од вливот до аутопатот на реката Липковка. Он е у завршна фаза. Направиме негде околу 70.000 квадратни метри асфалтирање, крпење, реконструкција на улици во општина Куманово. Тие уште се завршуваат. Улица Стотка, Тоде Думба, Тоде Мендол. Тоа се проекти кои ги распише во април месец. Некои беа завршени, некои се довршува, некои се завршија до новембар, декември. Успеавме да завршиме некои пролази и тротоари 20.000 метри квадратни бекатон. Тој уште се работи. Мостот во
населба Карпуш 9,5 милиони, мостот во Дојно Којнаре исто 7-8 милиони денари збора. Најголема гордост ми е спортските објекти. Базенот кој кошта негде околу 200 милиони, заедно со надворешниот базен 205-10 милиони точно, и не ги знам бројки, има тамо документација која е тамо присутна. Неколку спортски сали кои ги изградив, атлетскиот полигон. Значи, да не зборуваме дека у тој период направивме исто на 20 на километри нови канализациони мрежи, реконструкција на меѓу локалните патишта помеѓу урбаните заедници, села, местни заедници и така натаму. Така да, у тој период имаме направено доста, булевари, рекулација на река и така натаму. Одмитемо со нашето зборам ретроградно. Сепак, најголема така, гордост ми е затворениот и отворениот базен. Сега, погледайте, на минус 10 степени се одржува првенство, пливачко, каде имаме наши шампиони, каде надвор имаш минус 10 степена, не престана да работи 2 години базенот. Сега плюс се прави урбанизација, новиот парк, што го многу често у фаза на предизборието бев критикувам, парк на бранители, парк не знам на ова. Еве, излезе тој парк, го гледате и сами. Средствата ги донесо од регионалниот развој, реконструкција на занатскиот дом. У тој период некои фасади се направија, некои училишта имаме реконструкција. Меѓутоа, мора да истекнам и да кажам дека мојата главна поента и тоа беше вовед во новиот процес на Република Македонија, живот за сите, сите сме еднакви, еднаков живот за сите, е мојата улога во добрите меѓуетнички односи во општина Куманово, што беше резултат во изминатите 2 циклуса во општина Куманово, каде сите етнички заедници дадоа голем допринос за вкупната победа на овој режим кој владееше 11 години. Се уште е рано, како гледате, како ја оценувате работата на новиот градоначалник? Кажам, сакувам многу среќа и успех. Без разлика, имаме диспаритет во концепции. Притоа он е член на Социјалдемократскиот сојуз, член на извршен одбор. Ја не сакам да кажам еден збор за нашите односи. Не се биле секогаш на највисоко ниво, меѓутоа се биле на ниво на едно цивилизатско однесување од моја страна. Никогаш не сум надмилан црвената линија. Му посакувам успех во водење на градот. Се надевам дека ќе ги прележи тие почетни фази на адаптацијски синдром. И секој го имал, јас сум го имал тоа. И мислам дека ќе појде по една позитивна патека. Он е млад човек, треба и да се надградува, да ги учи вештините во раководење и менаџирање. И ја не сум бил верзиран политичар, дојав од друга струка. Така да, ништо тоа не е страшно така. Сметам дека уште нема почнато ни еден проект, кој ќе може да работи некој проект озбилен, кој ќе се зафати да прави видоизмената слика на Куманово. Тогаш ќе видиме каква динамика ќе има. Има хендикеп во ова работа, постојано е присутна тезата Куманово е презадолжена. Кажав, долгови се тие, и тие не се долгови што е општинското работење, него се долгови на една гнасна, нехумана, една супресивна политика врз локалната самоуправа во Куманово. Мислам дека он е член на највисокото раководство во партијата, ќе успее да избалансира овие предлози што ги давам се реални предлози да се затворат овие проблеми. Очекувате ли промени во општинската администрација, јавните претпријатија? Па видите, секој право има да ствара свој тим. Дали е тоа исправно или не, ќе покаже, кажав, историјата, општествените науки се ретроградни и тоа историјата си покажува. Мислам дека негде може да прави промени, негде не може да прави промени, бидејќи законите за јавните државни службеници така натаму се децидни излегување од тоа е злоупотреба. Така да ќе се обиде да прави свој тим, со кој смета дека треба се представи на јавност. Треба да се даде шанса да се представи. Тоа, колку е тоа исправно или не исправно, па кажа ќе покаже времето. Меѓутоа, за сега може ќе прави променна систематизација, може ќе прави рокади во таа систематизација, меѓутоа се ригидни
можности за такви големи турбулентни промени и не верувам дека може нешто драстично. Во јавните предпријатија е неговино косно право, он ги назначува, така да изминување на мандатот, не може да го прекине мандатот, бидејќи сите имаат некои мандати и тоа ќе има кршење на некои договорни работи и мислам дека таму од лето ќе има некаква промена и во јавните предпријатија, имаме 5 јавни предпријатија, јавните установи. Одлуката е негова. Јас кажам, многу често одлуките се дел од оноа што е емпирија и што е сознание, меѓутоа ако се емотивни, се многу често лоши. Јас го кажав уште го на почетокот. Мислам треба да, ако ме слуша и ако го гледам во интервју, можеби ќе му помогнем во разрешницата на сите овие дилеми. Откако стапи на функцијата премиер на државата, господинот Заев се уште го нема посетено Куманово. Освен најава на реконструкција на еден објект од пионерскиот дом, кој што е наменет за градинка, или во кој што ќе се сместат 40 деца, се уште нема најави за никакви проекти во Куманов. Ќе им се одолжи ова власт на кумановци? Да не бидам многу сатиричен и да не бидам погрешен, ја мислам дома нема поседено човекот. Ја на некој начин овие денови постојано нешто као адвокат на ѓаволот, нешто го брана во насока дека го жалам едноставно човекот изложен на жестоки ризици и големи притисоци. Како бидна премиер, неговата главна поента е надворешната политика. Човекот, ја мислам дека 80% од времето го троши делегации, надворешна политика, Брисел, добрососедски односи, заеднички влади, така да... Го поздравувате ли тоа што повеќе насочен надвор или... Не видите, јас не го поздравувам од аспект што премиерот мора да биде мултифункционален. Главната поента на премиерот треба да биде домицилните проблеми. Меѓутоа не е Заев крив што затече држава разнебитена на меѓународен план. Геостратешки имаме изузетно тешка позиција, бидејќи, знаете, геостратегијата на Македонија ради НАТО. Не може да биде сите членки на НАТО, само Македонија да биде енклава. Тамо и да не биде. Сега ние сме под притисок. И човекот ова улога ја игра ради тоа што е притисокот во таа насока. Добро соседство со Бугарија е како увод во решавање на новиот проблем, што новиот проблем кој треба да го решиме, новото име како услов за влез во НАТО. Значи, и ако го гледаме од таа позиција, што му да му замериме, дали му не дошло или дошло. Јас и му се чудам, некои луѓе ми покажуваат ностоп пораки на комуникација, му пишуваат, му врачи, тој му врачи у 1, у 2 на вечер, му се тогаш премира и на сите ги одговара. И тоа што одговара за мене е знак дека уште има енергија, има сила за да може се справи со овие. Он е ужестока една диспропорција према тоа што сака и тоа што му се нуди. Има сериозни проблеми, особено у овие 6 месеци, каде е императив до крај на јуни месец, кога треба да стапи промена на името како услов за влегување, како тој едини услов, како што кажа и Брисел, и да почне. Тоа ќе биде врв и круна на неговата борба. И мислам дека тука треба да помогнеме сите. Не знам како ќе се справиме. Тоа е еден сериозен проблем. За мене многу сериозен проблем од аспект што таа наша перспектива НАТО и европска на конто тоа доведува до голема поделба на национално основно западно-македонско етничко ткиво, етничка заедница македонска. И мислам дека тука може да биде круцијалниот момент за извор на некакви поделби, може да воведува нови изборни процеси, не знам што, с кое може ќе ја руинира нашата позиција, нашиот рейтинг и ќе дојдеме во позиција да се бориме за обстојување на власт. Меѓутоа, тоа што е, има известни луѓе кои се изберени, дали од Господ, дали од некоја друга сила, не знам, да во тој момент ги решават овие проблеми. Дали ќе се случи тоа или не знам, не може да предвидувам. Нешто после вчерашната седба малку
песимизмот ми надвладува над оптимизмот. Мислам дека нешто мрда денеска изјавите на премиерот се многу, он е вече оптимист, он има многу голема енергија во таа негова упорност да го реши овој проблем. Сега докаде ќе иде таа црвена линија, докаде ќе биде тоа, не може да претпоставам. Мислам дека има непремостливи некои проблеми. Човекот до сега се што кажа се случи. Кога веќе го споменавте се што кажа се случи. Проблем со името, дел од експертите велат дека да претпоставиме дека и дури наредната година Македонија ќе влезе во ЕУ, тоа може да го направи само како понижена и некој што плукнал на своето име. За ЕУ не верувам наредна година. За ЕУ може да влеземе 25-та година. За НАТО може да влеземе одма, бидејќи ЕУ е процес, не е само името. Реформските процеси и сите тие задачи кои се дадени по копекашките критериуми не мора да ги исполниме, тоа не се исполнувани за една или за 2 години и така натаму. Така да што влеземе у тој вагон и тоа е добра работа. Не знам, ја лично кога би ме прашал некој мене, ја би бил многу полиберален од тоа прашање. Меѓутоа сите не размислуваат така. Видите, јас едино што мислам ќе биде проблем уставните промени. Иначе името со придавка ќе го свариме некако, ќе го донесеме до некоја состојба прифатлива за може да не целосна популација, али кога 60% од популацијата го прифаќа тоа, ќе биде успешно. Меѓутоа, најголемиот проблем е тие закачки около уставните промени, амандманските промени во уставот, и тука може да предизвика проблем. Не знам како ќе излеземе од ова работа, му посекувам многу среќа на човекот. Ми е на некој начин, како да кажам, гледам ова енергија што ја дава, на конто тоа ни заостануваат некои други проекти. Не може се посвети целосно. Ние имаме проблем со економскиот раст. Имаме проблем со многу голем степен на социјала. Види, тие два сегменти. А ние пред све сме социјалдемократска партија која треба да се грижи. И ако имаме 50% сиромаштија во општеството, мора да правиме нешто за да го дигнеме тоа. Да прави неколку мерки. Тоа е струјата ефтина, тоа е минималната плата, тоа е радиодифузната такса, тоа е социјалните пензии на 64 години кои ќе бидат. Се тоа. Меѓутоа, тоа не го облажува ова состојба на висока социјална сертификација во Република Македонија. Затоа, што побрзо се решат овие проблеми, мислам дека ќе има можност, време и капацитет, бидејќи тоа ќе бидеме во една многу подобра позиција, да бидеме поддржани финансиски, економски, да влеземе во сите токови позитивни економски, така да на некој начин еве со Господ напред му посекувам среќа во решавање на ова. Да се навратиме само на прашањето, очекувате ли дека власта ќе им се одолжи на кумановци? Па, што за... Јас на тоа не гледам. Јас ќе дадеме репарации. Репарации се дават на војно оштетени држави. Не треба да се одолжи на Куманово треба да му се даде шанса за еден спонтан економски развој напредок. Едина работа што ќе барам и сакам да се оствари со моите партиски другари, колку е моето влијание, ја немам некоја голема политичка сила како член на ЦЕО да изменам некакви одлуки. Меѓутоа, мислам дека овие нереални долгови кои висат на главата на јавните предпријатија, индиректно на општината, бидејќи Советот и општината се основачи на тие, мора да се разрешат на една постапка која ќе се донесе дали предлог на влада, дали лек специјалис, дали не знам што, бидејќи ова се историски неправди. И мислам дека постојано се збори за реформи во судството. 70% проблемите се од нерегуларни судски одлуки, ќе ме молам. Не можем јас да зборувам, 22 милиона беше првата пресуда за денационализација, за да на крај исплатиме 98 милиона. Прво беше Министерство на образование, па после го приначија на општина Куманово. И тој процес траеше 30 години. Не можем да разберам да суд донесе одлука за водостопанство, долг тамо од 200-300 милиона судско извршно решение за цена која
немаме членови од локалната заедница во управните одбори, едностранно донесување на цена, без да се направи усогласување со му дале у тој време право управниот одбор да качува цена. Од 1,8 дени на 6,4, 6,6 тамо колко беше, со ДДВ скоро 7 дена не беше. Замислите колко е тоа, 400-500% скоро. И ако дојдеме у таква една 400% покачена цена сирова, ти не можеш така да испорачаш цена на према граѓаните, ќе направиш еден социјален хаос. Сега да кажам, судот ги донесе тие одлуки. Мораме да видиме, ако правиме ревизија на некои работи, збориме за реформи во судство, ова ќе биде приоритет. И тоа треба да го направи локалната, централната власт према локалната заедница. И мора да се одолжи на овој начин, за да Куманово конечно почне да живее. Инвестиции мора да биде во економскиот сегмент, тие економски зони кои бева привилегија само на некои помали заедници. Не може град со 110.000, 115.000 жители, а целиот регион има 200.000 жители, да нема една економска зона, а како се вика, у Раковце прави економска зона, нема 2.000 активни луѓе таму. Така, тие историски грешки мора да бидат санирани, мора да бидат исправени, и мислам дека Куманово сам ќе се развива и сам ќе појде по добар пат. Меѓутоа, овие работи што ги кажав, мора да се решат и за водоснабдување, и за ДДВ-то. Пазите, ми од базенот комерцијалниот го имаме дадено, на кој на кого? Општина Куманово го има дадено у штипна управа како залог за 100 милиони ДДВ фиктивно, фактурирано, ненаплатено 18%, кое после 6 години е вратено на 5%, што требаше на некој начин да се дојде до некој закон, како на некои други општини што беа отпишани, и Куманово да биде, бидејќи Куманово има, ако погледате по регионален развој, имаме едно од најниски GDP во однос на другите. Скопје има неде 6-7 милиони долари, ние дали има 2.000 долари пер капита. Сега мора нешто да се направи во таа насока. Ние сме на 30 км од Скопје. И затоа апелирам, мислам дека има слух, мислам дека има ширина, има слух и ќе се даде начин како да се решат тие работи. Значаен дел од средствата од буџетот, додека вие бевте на чело на градот, се одвојуваа за спортот, пред се за кошарката. Новата гарнитура најави значително кратење на овие средства. Ќе обстои ли спортот во Куманово пред се кошарката? Види, нема намалување на средства во спортот, и можда, ја не ги знам деталите како ќе однатамо, он ми вети пред примо предавање дека за оваа година кошарката, бидејќи пред да дојде на власт, ја требаше да комуницирам дали да уплатиме лига или да не уплатиме лига. Бидејќи таму основни трошкови за почек на сезона е 25.000 евра. Тоа се такси, котизации, лиценци, не знам што. И викам, ако мислиш да не играме, да не ги плачеме. Не, ќе ја држам лигата и ја држи по некој режим, не знам, имаат маки таму финансиски. А иначе, иста е сумата од минатата година, 18 милиони е програмата за спорт. Сега сака да ги дисперзира на повеќе спорт. Тука е концептуално различно. Ние у Куманово имаме мојата гарнитура под наводици, моја, тие што работат во спортот, имавме концепт да форсираме еден врховски спорт. Како што гледате, секој град има, некој има фудбал, некој ракомет, некој има кошарка. Реално и најголем интерес постоеше за кошарка. И најголема традиција, со 10 години, не знам што. И јас дадов голема сила у тој период. И лично учествував таму. Во самото кроење на политика на клубот, и сега сум там доста присутен. Што више имав и амбиција малку да се вклучам во борбата во федерацијата, во овие турбулентни времења, бидејќи доста долго сум присутен во тој спорт и во другите спорти. Јас го финансирав и ракометот, и женскиот, и машкиот, и футзал. Да, по некои, и за атлетика, и за пливање, да, по некои помали суми. Централното беше да се финансира еден спорт. Па погледате сега една разлика. Ние никогаш не сме дали повеќе од 9, 10, 8 милиони, зависи од година, за кошарката. Општина Центар дава 30 милиони. Не знам, ова 20 милиони дава општина Аеродром. Карпуш даваше 40 милиони, отприлike. 400-500 илјади евра
зависно која општина. Сакам да истакнам дека тоа не е нешто што Куманово е привилегија, ние па најмала ставка имаме тоа. Ми имаме добри резултати, мислам дека треба да се обстои. Има преговори помеѓу Сојуз на спортови, председателот Давидовиќ и господин Димитриевски. Мислам дека се најде некоја солуција, ако се најде, ако не, ништо не е вечно. Меѓутоа, мислам дека треба да остане. Добра идеја е да се врати салата спортски тренинг на менаџирање, тоа да се формира јавно предпријатие, да се менаџира сите центри, тоа ќе значи нови одвајања од буџетот. Меѓутоа ќе имаме сериозно уредени услови за надпреварување. Че спортската сала мора да претрпи една темелна реконструкција 500.000 евра, се најмалку средство. Градскиот стадион, да не зборувам за GTP, да не зборувам за помошните терени фудбалски, да не зборувам за многу други објекти, шоколара и така натаму, значи мора нешто да се преземе во таа насока. Ја не успеав тоа, бидејќи нема политички амбиент и клима, треба некој да го раскине претходниот договор, да ти даде можност да направиш јавно и да направиш буџет за таква работа. И мислам дека тука ќе биде успешна приказка и ќе се трудам да го убедам и јавноста, пред се бојато влијание у партијата и градоначалникот и советниците да ја туркаме оваа приказка. Мислам дека на програма и во перцепција и во идина и на градоначалникот му е таа визија, така да тука немаме диспропорција, ретки теми каде немаме голема диспропорција. Веќе споменавме дека името е една од актуелните теми. Исто така, уште една актуелна тема е законот за употреба на јазиците. Јавноста и професорите се поделени по ова прашање. Кој е вашиот став? Дали овој закон реално беше потребен и дали можеби ќе го подобри со животот во Македонија, што е оно што е најважно? Па има денеска представник на Европскиот парламент вика може законот уште повеќе ќе ве подели. Има контраверзии во однос на експертите во таа работа. И јазикот постоеше пред тоа. Има две измени, законот од 2008-2011 и донесен 2008, има дополнување 2011. Ова е една поголема шминка и козметика од онаа што беше од 2011. Тоа што на некој начин тоа беше како политички памфлет во изборниот процес на албанскиот политички блок, не од аспект што нешто посебно ќе дигне нивото и улогата на албанската етничка заедница во општеството, отколку тоа беше некој си инструмент во недостаток на реални достигнувања и проекти на определени политички партии. Тоа беше инструмент за изборните процеси и тука нема бегање. Сега се влезе во таа приказка. Повеќе од таа перспектива гледано, него од тоа што суштински ќе го подобри нешто статусот или животот. И добро е нека нека се постигне и таа формална пречка, ако е пречка за соживот. Меѓутоа како што кажува, вика и ме натера да размислувам, може да уште повеќе ќе ме подели, што ќе од една страна сега Европската заедница, тоа не е европска агенда. Малку ми е тука чудно околу таа работа. Меѓутоа не знам зошто и албанскиот политички блок во оваа фаза кога имаме едно трусно подрачје во политиката, тоа е решавање на името, решавање на реформските закони, решавање на проблемот со судството, односно овие притвори, дали се исправни, дали не се исправни, овака ли, онака ли, ремашизам или не, да влеземе во уште една жешка тема и да го парализираме парламентот. Има голем предизвик. Ако настапиме по деловникот, да, не знам кој ама член, дека имаш право да даваш амандмани на забелешки на председателот, не можеш да ги суспендираш амандманската, ја суспендираш амандманската распада или да ги суспендираш амандманите. Од друга страна, ако иде на враќање, овие експертите други викаат не се води дебата, само се изјаснуваат по дискусија по приметбите и се гласа за или против и ако има множество 61, по автоматизам мора да го подпише или кршење на уставот има
проблем за импичмент, за казнени одредби председател и така натаму. Мислам дека тука има една двоен аршин, има нерашистен проблем. И ако влеземе во приказката да ги суспендираме амандманите на ВМРО, ќе дојде демонстрација кршење на демократијата, на уставот, на правната држава, не знам, дандара-мандара, и ќе дојдеме во ситуација поново да имаме парализа на парламентот. Што е многу лошо. Ако па сега влеземе во амандманската расправа, законот нема да се донесе 7 месеци, 8 месеци, не знам како, нема ни еден реформски закон да има. Тоа едноставно ќе се дебатира за глупости со читање книги и молчење. Тоа не е пракса само денеска. Знаеме ние што беше и пред тоа, знаеме што беше и тоа Джафери кога беше и кога беше. Се сеќавате кога се читаше книга и така натаму. Мислам дека тоа е нешто дежаву во парламентот, во политиката. Меѓутоа, еднашка и затоа новата средба во Домот на Моне, може би ќе дадат силни препораки и сугестии на одговорните политичари, ако сакаат да се у политиката на проевропска Македонија, да ја земат работата сериозно во рацете и да не си играме вакви играчки, бидејќи сегде има пукнатини каде може да правиме еквилибриум и разни во политиката и тоа не вози до добро. Мислам дека е еден грешен потез да се законот по секоја цена, ако беше изгласан, да се врати или сега да се турка на друга страна, и мислам дека тоа ќе предизвика уште поголем проблем во овој период каде, како што кажа пред малку, имаме многу сериозно прашање кој од витален интерес за Република Македонија и за нашата перспектива. Мислам дека тоа е тоа. Се надевам дека ќе имам добра резултат. Господине Дамјановски, ви благодарам што одвоивте време за ова интервју. Мене ми значи посебно што ме поканивте, по втор пат ви се заблагодарувам. Мислам дека имам чест да се обратам на моите граѓани, особено некои точки ги додираме што можда е битно за граѓаните на Куманово, бидејќи многу има разни коментари, дуалистички. Едни се добри, едни се овака, се откачиме од овој, некој вика, леле, ама беше добро, овака беше. Така да, у секој случај, тоа е индивидуална перцепција и на Костар е така, тоа е добро, тоа е здраво, меѓутоа, ова што го кажам, тоа може да се дебатира, може да се гледа, може да се види. Мислам дека да правиме сериозна порака до граѓаните, дадоме голема информација на граѓаните и од тука натаму се развиваат дебати на сите теми, што ги отвори денеска. Ви благодариме, ве очекуваме повторно. Благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.